Што се случило? Го нема Зверка. Секаде пребаравме. Ја превртевме целата соба. Гледам. Го нема никаде. Па добро. Како па добро? Зверка е нашата најомилена играчка. Ќе добиете нова, ако сега тргнете со мене да ручаме. Што е тоа? Лупа. Да, лупа. Со нејзина помош можете да ги гледате многу малите работи зголемено. Знам зошто служи. Ама што да правиме со неа? Да, Зверко беше 100 пати подобар. Ама лупата крие една тајна. Најинтересни светови се оние кои не се гледаат со голо око. Имаме малку, тоа е жешко. Ништо не направивме. Само те гледавме низ лупата. А кога сончевиот зрак се одбива од лупата, ме пецнува мене. Извини, навистина не знаевме. Тоа го прават многу невоспитани деца, а многу е опасно. Можете да ме запалите, разбирате? Нема повеќе никогаш. Не сме ние такви невоспитани деца, ние сме Лола и Мила. Јас сум Радослав. Дали сме ти здодевни, Радослав? Ама не, се продзевам бидејќи многу ми се спие. Па зошто не дремнеш? Ене на оној лист? Со задоволство, ама не можам, гледаше узбуна. Узбуна? Каква узбуна? Страшен звер ја окупирал нашата тврдина. Како тоа? Убаво, седи на влезот на нашиот мравјалник и не сака да се помрдне. Таков е тој звер, страшен. Разбирам. И потоа целата моја колонија сега оди во офанзива. Еве, гледаш? Леле, сите отишле. Морам да трчам до гледање. Хуманоидни непријатели, во засолниште! Чекајте, застанете, не бегајте. Тоа се само Мила и Лола. Тие се окей. Ама зошто бегаат? Нема ништо да ви направиме? Ние обожаваме мравки. Ама, луѓето од секогаш се наши непријатели. Не гледаат каде одат, па не газат или не прскаат со отрови. Еве, ние се извинуваме во име на целиот човечки род. Благодарам. А вие сте мали, а ние малите мораме да се држиме заедно. А сега морам да одам, сите тргнаа кон тврдината. До гледање. Зверко! Тука си се криел. Почитувани господи, во име на целата колонија сакам да ви се заблагодарам што ја слободивте нашата тврдина од тој страшен звер. Зверко? Ама тој не е страшен звер. Зверко е само наша играчка. Тој не гази ни на мравка. Без разлика, ги заслужувате сите пофалби. Во име на целата колонија, јас, генерал Радомир, ве одликувам со орден на честа во славната борба против ова кадефената играчка. Ви благодариме, а ние од сега повеќе ќе внимаваме каде газиме и каде ги оставаме играчките. На место волно! Конечно и Радослав малку да дремне.